Изборната кампања влегува во втората недела и денеска продолжуваат представувањата на кандидатите за градоначалници и советници. Растрчани се и партиите и независните кандидати, нудејќи своји визии и причини зошто македонските граѓани треба да гласаат за нив. Граѓаните пак следат, ги вагаат понудите, а и реагираат преку социјалните мрежи дека локалните теми како да се ставени пострана. Ни зборуваат и ветуваат за пензии, други не уверуваат дека се борат за повисоки плати, но тоа не е во надлежност на градоначалниците. Нас ни требаат сега визии за канализации, за исправни водоводи и нови градинки. Е краток сублимат на таквите реакции. Во денешната изборна хроника на прва скопска телевизија, покрај редовните извештаи од средбите со граѓани и пресконференции, ќе го емитува интервјуто со Александар Стојковски, кандидат за градоначалник на Ѓорче Петров од ВМРО ДПМН. Многу е јасно дека СДСМ, ваков СДСМ, има само една цел, а тоа е да заштити одредени елити во рамки на самата политичка партија и ништо повеќе од тоа. И затоа е толку голем отпорот кон реформи во судство и во обвинителство, и тоа е последниот бастион, последната одбрана на неколку елити во СДСМ, и овој СДСМ служи само на Зоран Заев и служи на Дуи на Али Ахмети, кои што гледаат своја повторна можност и повторна шанса во политиката. Човекот кој што ги нанесе најголемите национални порази на Македонија, најголемите национални предавства, и во чија што време криминалот цветаше и корупцијата царуваше, во чија што време се случија најголемите корупцијски афери, наеднаш се појавува во кампањата за да му покаже и на Венко Филипче и на цел СДСМ кој во суштина ја води партијата. И ако ние сме можеле за 2 години да изголемиме платите на лекарите, да почне зголемувањето на минималната плата која до крајот на мандатот е дуплирана, платите на докторите до крајот на мандатот за 2,5 пати некаде зголемени. Ако сме можеле за само 2 години од мандатот социјалната помош да зголемиме за 300%. Ако сме можеле за само 2 години да ги решиме 30 годишните отворени прашања со стечајците, тие да се целосно обештетени, зошто тогаш ВМРО ДПМН бара некакво алиби за тоа дека за некои работи требале децении? Не е тоа вистината. Вистината е дека немаат ниту капацитет, ниту волја, ниту визија како да ја водат државата напред. И во таква ситуација се што прават спинуваат. Куфери со пари, предаства, поделба на граѓаните. Со проектот за изградба на мегапарк Лепенец ќе го претвориме ова подрачје во современ зелен простор, уреден по европски стандарди. Паркот ќе се простира по течението на реката Лепенец на потегот меѓу Бардовци, Злокуќани и Даме Груев и ќе опфаќа површина од над 300.000 квадратни метри. Тој ќе биде првиот парк што ќе ги поврзува повеќето скопски општини и ќе биде наменет за сите граѓани на Скопје, не само за Карпушани. Ќе создадеме нова урбана оаза за рекреација, спорт, семејни активности, со што ќе му го вратиме животот на ова заборавено градско ткиво. Паралелно со тоа предвидуваме воспоставување на зелени коридори по целата должина на реката Лепенец. Во нашата програма паркирањето и урбанизмот се е врвен приоритет. Воведуваме паметни паркинзи со дигитална наплата, зони на периферијата поврзани со јавен превоз и информации во реално време. Преку стратегијата Скопје за сите обезбедуваме субвенциониран паркинг за семејствата со ниски приходи, пензионерите, младите невработени и секако за лицата со попреченост. Секој нов урбанистички проект ќе мора однапред да предвиди паркинг, зелени површини и простор за пешаци, не по изградбата, туку како предуслов. Денес се наоѓаме овде, во парк Шумата Газибова, место кое ќе прерасне во вистинска атракција за сите генерации. Нашата визија е оваа зелена оаза да стане простор каде што младите ќе се дружат, спортуваат и ќе уживаат во здрави и креативни активности. Токму овде зад мене ќе изградиме кино на отворена.
кој ќе биде достапно во летниот период, каде младите и семејствата ќе можат заедно да гледаат филмови, да создаваат спомени. Спортот прави чуда и создава историја. Во Бутел направивме спортска револуција. Изградивме 5 спортско-рекреативни центри, направивме 13 спортски терени, 12 игралишта за деца, реконструиравме 2 училишни сали. Директно помагаме на спортските клубови. Доделуваме над 200 стипендии за најдобрите спортисти од општината. Оно што сакаме да го направиме да Карпуш како самоодржлива општина. Што значи тоа самоодржлива општина? Тоа значи дека ние ќе стопанисуваме со паркингот, ќе треба да се исцртаат паркинг местата, ќе треба да знаеме колку точно паркинг места има во општина Карпуш, но сето тоа ќе мора да биде и со некакво субвенционирање за граѓаните на општина Карпуш, а за посетителите ќе биде со наплата. Тоа значи ќе работи по принципот на ПОЦ. Го гледате овој субстандард во Карпуш 4 каде трите кули кај мостот Обединети нации. Овој урбанички план ќе го вратиме назад, ќе го ревидираме и овде нема да има стамбена зграда, овде ќе правиме катна гаража, 3 нивоа под земја и уште 4 над земја и практично ќе го разрешиме целиот проблем со гаражирање на сите овие 3. Ќе бидат изградени како спортски капацитети за забава на младите, ботаничка градина е планирана во средината, која ќе има, во која ќе засадиме автохтони, тропски, медитерански дрва, во која ќе можат луѓето и да се релаксираат, меѓутоа да се користи како дедуктивен карактер преку QR кодови, ќе може секој во мобилна апликација да осознае нешто повеќе. Предвидени се и картинг патека со европски стандарди. Одовде од Горно Лисиче го најавуваме проект за изградба на 110 км топлификациона мрежа, која ќе ги опфати населените места Долно Лисиче, Горно Лисиче и Населба Лисиче. Решаваме еден деценијски проблем кој што не е значи само затоплување на домаќинствата, туку и намалување на загадувањето на воздухот во зимскиот период. Градиме инфраструктура согласно потребите на граѓаните. Ѓорче Петров ја добива првата катна гаража. Токму овде, во срцето на Ѓорче, на локација, веднаш наспроти новата општинска зграда, ќе изградиме првата катна гаража во Ѓорче Петров. Катната гаража ќе биде со капацитет од приближно 360 до 390 возила, ќе вклучува подземен паркиралишен дел кој ќе биде со големина од 1800 метри квадратни, надземен паркиралишен дел со површина од 7200 метри квадратни. На ова место тука, спроти пазарот во Ѓорче, што некогаш беше паркинг, ќе изградиме монтажна катна гаража со 200 нови паркинг места. И на ова место тука, спроти новата општинска зграда, ќе изградиме монтажна катна гаража со 100 нови паркинг места. Улицата покрај пазарот ќе добие еднонасочен режим на сообраќај, со што ќе се растерети сообраќајот во централниот дел на Ѓорче и ќе се олесни пристапот до пазарот, општинската зграда и сите објекти во централниот дел на општината. Мојата програма е направена врз основа на два принципа. Прво, хуманизирајќи ја програмата, односно имајќи го во центарот човекот и неговите потреби. И сум пристапил во дизајнирање на таа програма прво како човек, како родител, потоа како лекар, а потоа како политичар. И вториот пристап, кога ја дизајнирав програмата, не беше да направиме, да презентираме проекти затоа што тие привлекуваат повеќе гласови, туку прво да идентификуваме проблеми, а потоа да најдеме решенија за тие проблеми. Така да секој проект што е дел од мојата визија за чај е всушност решение за некој веќе идентификуван проблем кој што е разговаран со граѓаните во овие месеци. Со гордост најавувам дека започнуваме капитален проект за изградба и инсталирање на модерни лифтови во сите постоечки стамбени згради на територијата на Чаев кои немаат, а имаат потреба од лифт. Со децении жителите на постарите згради со 4 или 5 катови се соочуваат со огромен предизвик недостаток на лифтови.
за нашите повозрастни соседи, за лицата со потешкоти во движењето, за семејствата со мали деца, секојдневното качување по скали е огромна марка. Некогашниот бисер на градот, спортско-рекреативниот центар Кале, е руиниран и пред распаѓање, а просторот околу него е претворен во дива депонија која се наоѓа на околу 300 метри воздушна линија од владата и во срцето на општина Центар. Од тука испраќаме порака дека СРЦ Кале треба да добие сосема друга улога од оваа што ја има денес, изјавија кандидатите од граѓанската платформа Независни заедно. Билјана Ивановска, кандидатка за општина Центар, истакна дека таа како градоначалник ќе се заложи СРЦ Кале да биде ставен во функција за забава на младите, заедно со уште други пропратни објекти кои што се предвидени во ДУП што треба да се донесе.